Југоистокот утре подготвен за гласање за претседателските избори. Во 10 општини ќе се бира нов претседател, ама во една од нив ќе има и двојно гласање. Ќе се бира и градоначалник. Општина Ново Село на 20 избирачки места. Жителите ќе бираат и градоначалник. За градоначалник ќе гласаат 11.364 граѓани, додека пак за претседател 11.301 жител. Разликата е затоа што пријавиле и од дијаспората за гласање за нов градоначалник. Во најголемата општина на југоистокот Струмица ќе се гласа на 80 избирачки места, на право на глас има 49.162 граѓани со право на глас. Денес гласале вкупно 146 граѓани кои влегуваат во категоријата на болни и изнемоштени, но и оние кои се во казнено-поправниот дом. Граѓаните пак на општина Радовиш ке гласаат на 46 гласачки места, а право на глас има 23.522 гласачи. Соседната општина Конче утре ќе ги отвори 10 избирачки места за 2703 граѓани кои имаат право на глас и гласаат за нов претседател. Жителите на Василево утре од 7 часот наутро ќе можат да го дадат својот глас на 19 избирачки места, а право на глас во оваа општина имаат вкупно 10.446 граѓани, додека пак денеска гласале 61 болно изнемоштено лице. 12.163 жители од општина Босилово утре ќе можат да го остварат правото на глас на 19 избирачки места во општината и населените места, а пак денеска 107 лица веќе гласаа. Жителите на општина Богданци утре ќе можат да го остварат правото на глас на 12 избирачки места, а право на глас имаат 6.465 жители, додека пак денеска 35 болни лица веќе го остворија своето граѓанско право и гласаа за нов претседател на државата. Гевгеличани утре ќе гласаат на 36 избирачки места, а право на глас има 19.242 жители. Денеска пак 102 болни и затвореници веќе го остварија правото на глас, а од општинската изборна комисија вела дека гласањето тече без никакви проблеми. Дојранчани ќе гласаат на 6 избирачки места, а право на глас имаат 2755 жители. Според македонските закони, кандидатот за претседател може да победи во прв круг, доколку освои над 50% од гласовите на сите регистрирани гласачи во избирачкиот список. Во спротивен случај, ќе се одржи втор круг на 5 мај, во кој ќе се надпреваруваат 20 кандидати со најмногу гласови од првиот круг. Одзивот во вториот круг треба да биде над 40% на гласањето за да се смета за важечко. Според Уставот, претседателскиот кандидат треба да има над 40 години и да биде жител на државата најмалку 10 од последните 15 години. Еден мандат на претседателот трае 5 години.